Невработените и работодавачите на едно место од денес имаат можност едните да ги понудат своите вештини и способности, другите да презентираат каков кадар им е неопходен за проширување на бизнисот. Повеќе од 80 компании се дел од првиот саем за вработување кој денеска започна во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. На истиот, невработените имаат можност во поставените кутии да ги остават своите професионални биографии, но и да стапат во контакт со лица од компании за каде имаат интерес. Саемот е во организација на Агенцијата за вработување УСАИД, а во последно време се поангажирани во обезбедувањето работна сила за компаниите си и агенциите за привремени вработувања. Дошле во самата агенција, се зачлениле, им била понудена одредена работа, се разбира спрема нивниот тип на образование, нивните вештини, нивните способности, можности, кои што ги знаат, биле испратени на интервју, започнале со работа, меѓутоа исто така, кој што е многу голем успех, лицето и било прифатено од фирмата, односно после неговите покажани резултати, самото лице, фирмата го има преземено, односно лицето си продолжува да функционира во самата фирма. Вице-премиерот Пешевски, кој денеска го отвори саемот, истакна дека намалувањето на невработеноста во земјава останува приоритет на владата и во претстојниот период. Од Агенцијата за вработување пак велат дека стои можноста за невработените своите биографии да ги изработат на нивниот веб портал, со што стануваат достапни на електронскиот пазар на труд. Вкупно 8 саеми за вработување ќе бидат организирани низ цела Македонија со цел спојување на работодавачите и на вработените лица и реализирање на што поголем број вработувања.